Благодарам, председателе. Почитуван министер, јас жалам, заменик министр, жалам што овој амандман повторно се одбива. Не знам по кој пат, дали втори или трет пат, овој исти амандман кога се носи буџетот и на ребалансот се одбива. Ова е еден суштински амандман кој произлегува од потребите на граѓаните и најмногу од потребата за заштита на Охридското езеро и на населените места кои што се долж течението на реката Црн Дрим, затоа што станува збор за амандман со кој се предвидува доградба или реконструкција на пречистителната станица во Враништа и на таа што се наоѓа во Подмолје, кои долго време се нефункционални и не функционираат така како што треба. Овие пречистителни станици се функционални и со мал капацитет и не може да ги задоволат потребите кои доаѓаат од колекторскиот систем, а со урбанизацијата нели сето тоа се наголемува и тоа треба да се доградува, а посебно да се одржуваат ваквите капацитети што директно го загрозуваат екосистемот и Охридско-Струшкото крајбрежје. И така непрочистените отпадни води или фекалната канализација се испушта во реката Црн Дрим од пречистителната станица во Враништа, а од пречистителната станица во Подмолје директно се испушта во Охридското езеро, што се прави еколошка катастрофа. Се уништува растителниот и животинскиот свет во реката Црн Дрим, а исто така и во Охридското крајбрежје, во Охридското езеро. Потечението на реката Црн Дрим, како што кажав, се шири неподнослива смрдеа, бидејќи така непрочистена фекална вода се испушта директно во реката Црн Дрим. И со тоа се зголемува ризикот од ширење на зарази, бидејќи реката поминува покрај неколку населени места, а луѓето од овие населени места, оваа вода што тече низ реката Црн Дрим, понатака ја користат и за наводнување на нивното земјоделско земјиште, и со тоа се доведува во знак прашање и здравието на луѓето, бидејќи од тоа произлегуваат земјоделски производи кои што понатака завршуваат на пазарите во Струга и во Република Македонија. Системот на пречистителните станици е стар повеќе од 30 години и редовно има дефекти и ретко кога овие пречистителни станици работат така како што треба. Јас не памтам колку долго време ова се случува наназад со испуштање на фекали, меѓутоа во овие последни години ова веќе станува алармантно затоа што тие комплетно не работат и целата фекалија се испушта. Колешката Лазареска ја гледам дека негодува на тоа, но јас ја поканам, заедно со мене ќе појдеме во Враништа и ќе се уверите на она што ви го зборувам јас, како се испушта целата фекална вода што се собира од целото Охридско-Струшко крајбрежје, како се испушта во реката Црн Дрим, и ќе појдеме во оние населени места каде што јас редовно одам во Струга и ќе видите каква смрдеа се шири во тие населени места и како луѓето живеат таму. Многу е лесно тука од клупата да негодувате колешке, меѓутоа треба да излезете на терен и да ги видите луѓето во очи, да ги погледнете и да им ветите дека ќе ги решите проблемите, не декларативно само да се залагате тука. Како што кажав, колекторскиот систем, овој што моментално функционира околу Охридското езеро, е проектиран за 4 милиони метри кубни отпадна вода на годишно ниво, но заради зголемување на урбанизацијата и на населените места, овие 4 милиони секако се зголемени. Од друга страна, не се одржува, како што кажав, и не се надградува системот и затоа сме доведени до оваа ситуација. И поради тоа конкретно дневно се
како што кажав, дека се зголемува кубикажата на вода, конкретно дневно околу 700 до 800 литри во секунда непречистени фекалии се влеваат во реката Црн Дрим. Тоа е еколошка бомба која што мора да се реши, затоа со овој амандман се бара реконструкција и доградба на истата, како ќе се реши еднаш за секогаш ова катастрофа што се случува и на Охридското езеро и на реката Црн Дрим. За истата ова работа што јас ја барам околу чистителните станици е изработена физибилити студија во времето на претходната влада на ВМРО ДПМН, со која беше предвидено да се санираат сите пумпи, базени и сите линии што ја доведуваат водата до пречистување. И таа вода од трет степен, односно треба да е при влевање во реката Црн Дрим треба да достигне трет степен на квалитет, а вака како што сега се влева оваа вода, таа е од 4 или 5 степен на загаденост. Понатака морам да констатирам дека со преземањето на власта од страна на СДСМ се прекина ова физибилити студија, како и во сите други области, така и ова се е оставено само на себе и граѓаните да се дават во смрдеа, фекалии и ѓубриња, а од друга страна се декларираме лажно како зелена коалиција која води сметка само на хартија за заштита на животната средина и здравјето на граѓаните. Тоа што заменик министерот го одби амандманот е во спротивно со тоа што нивниот претходен премиер Заев го даде како ветување во март 2020 година, дека ќе направи целосна реконструкција на колекторскиот систем, зашто првично имаше предвидено тогаш во 2020 година 5 милиони евра, кои што нормално, како и секоја година што се случува, понатака во ребалансите тие 5 милиони евра се скрати и од тоа не остана ништо. Но тоа мене ништо не ме чуди од луѓе што едно ветуваат, а друго прават кога ќе дојдат на власт, и тоа го гледаме во овие 5 години дека тоа е така. И водат сметка само за личните интереси, а граѓаните ќе чекаат некои подобри времиња за некоја друга влада, која што ќе ја предводи ВМРО ДПМН и да ги реши овие проблеми и да ги подобри нивните услови за живота и да ја заштити животната средина во која што живее. Ево за крај, сакам да ја повикам колешката Жаклина Лазареска, бидејќи нели е член на оваа комисија. Ево јас како пратеник од Струга, тука е колешката Лидија Петковска, а вие како член на оваа комисија да го поддржите овој амандман и со тоа да покажиме дека народни избраници од Охридско-Струшкиот регион ние се грижиме за Охридското езеро и за тоа што се случува моментално со Охридското езеро и со колекторскиот систем кој е околу Охридското езеро. Затоа ве повикувам, ако министерот го одбија амандманот, вие како народен представник од Охрид, доколку се грижите за овие интереси на граѓаните на Охрид и на Струга, ево јавно ве повикувам да го поддржите овој амандман, заедно со колегите од опозицијата, да го поддржите, да помине овој амандман, да се предвидат овие средства за реконструкција на овие пречистителни станици во Враниште и во Подмолје, и со тоа заеднички да кажеме дека ете, како народни представници од Охрид и од Струга, се грижиме за интересите на граѓаните и за Охридското езеро. Ви благодарам. Благодарам.